Има континуирани разговори со многу инвеститори. Кризата направи своји проблеми. Веројатно бројот на инвеститори ќе беше поголем, но се уште напорите на владините институции даваат ефект. Сега имаме, освен оние две инвестиции што неодамна ги објавивме, едната во Желино со потенцијални 350 вработувања, и едната во Скопје во рамките на поранешната фабрика Охис со 200 вработувања, значи вкупно 550 вработувања. Има најава, односно веќе донесена одлука и купена опрема за отворање на нова фабрика во делот на медицинската индустрија во општината Кривогаштани. Се работи за инвестиција на американски инвеститори, кои што веќе изнајдоа браунфилд објект, значи постоечки објект, го реновираат и адаптираат, ги прибавуваат потребните дозволи, ја набавија опремата и очекувањата се дека најдосна за 2 месеци од сега, можеби и порано, но најдосна за 2 месеци од сега ќе започнат со работа и ќе вработат околу 300 луѓе, 300 директни вработувања. Заедно со преходните 550 што ги спомнав, во преходните 2 месеци тоа се вкупно 850 директни нови работни места во услови на тешка криза, во услови на напори на СДСМ во секој поглед да ја закочи државата, да ја ослабни со цел да се оствари крајната цел на целата оваа криза, а тоа е промена на уставното име по терк на нашиот јужен сосед и се разбира преуредување на државата онака како што некој друг замислил.